предновогодишна прослава, на секаде се чувствува тоа во воздухот во Кавадарци, сега сте во централната градинка, градоначалниче, какво е ваше чувство? Одлично, тука кога доаѓаме се чувствува најубаво, ке најмладите, ке оние што треба да бидат нашите заменици и генерации кои што треба да растат. Еве денеска одвоивме и време и можност да ги посетиме, да ги израдуваме малку со добра, заедно со директорката, со целиот персонал. Покрај тоа што се трудиме да отвараме нови градинки и да имат подобри услови. И имаме денеска и донација од 200 пакетчиња кои ќе останат во делот на инвентарот во самата градинка, како играчки, книги и други реквизити од Ватоастрална Скопје, на благодарност за самата донација. И тука како детска градинка, како предучилишно образование, ние како општина, заедно со директорот, со менеджментот, со сите се трудиме да условите бидат на максимално ниво, пошто тука ги изгрижуваме најмладите и најмилите. Ако некој направи за овие 5 години, тоа сте вие, ова локална власт и ова раководство на градинката, па нека име со среќа, нека бидат добри чинители на општеството. Нека име со среќа и најбитно е тоа што општина Кавадарци од после 15 јануари овозможува за секој едно дете да има услови, можност да биде упишано во градинка, значи да ги нема тие привилегии, ургенции, непотизам или било како да кажеме, така да успеавме за овие 4 години од 500 на 900 деца да направиме капацитет во Кавадарци. Браво на децата, да им посакаме мирно детство, убаво детство, а тоа вие го возможувате заедно со овие прекрасни луѓе кои ги воспитуваат. Мирно детство, прекрасно детство, заедно со нивните семејства, родители, баби и се комплетно што имат дома дедо, така да имате еден среќен живот и 22 година да ни биде уште повесела, среќна и ова чудо да го оставиме за 21 да не го коментираме како ковид пандемија 22. Директорке, еве чувте дел од изјавата на градоначалникот. Дали ви се сложувате со ова или имате? Да, потполно се сложувам. Благодарност до локалната самоуправа и градоначалникот, благодарност до Ватроастрална за поклоните што ни ги дадоа, донацијата, и благодарност од мое име, од името на децата и сите вработени од нашата градинка. Колку деца се згрижуваат вкупно кај нас во Кавадарци? Во нашата градинка има офатено околу 1100 дечиња. Нема Сите незадоволни. објекти. Во сите Нема објекти, незадоволни. меѓутоа на голема радост од 2022 година почнуваме после новогодишните празници и со новиот објект Сонце, кој ќе згрижи 140 дечиња. Сеќавам пред 30-40 години колку малку деца беа, сега ми се чини има повеќе деца. Има. Да. Ги воспитувате ли убаво? Секако со тимот наш. Бидејќи вие, вашата основа е многу битна за на вашето основно образование и воспитување. Почетоците на воспитно-образовниот процес почнуваат во градинката. Благодарам, многу успех за вас, многу здравје за дечињата, за сите вас што ги воспитувате, да бидат добри чинители на Македонија. Благодариме и од мое име, од името на децата и сите вработени, има честитаме новата година и божичните празници. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.